Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам и во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе доставиме корисни информации, бидејќи знаете дека мисијата на емисијата Ваш термин е да ве информираме за сите оние проблеми кои што се случуваат во секојдневниот живот со вашето здравје. Денеска имаме една интересна тема, значи тоа е што е ментално здравје. Бидејќи секогаш психичкото здравје најмногу делува и влијае врз работата на целокупниот наш организам, многу е важно ние да имаме добро ментално здравје. За сите овие детали, што представува менталното здравје, како можеме да го сочуваме и како треба да го сочуваме менталното здравје, потоа зошто различни индивидуи имаат различно ментално здравје, ќе тоа знаеме од разговорот со доктор Жарко Костич, кој што е веќе со мене во студиото, и преку разговорот со него се надевам дека ќе ви биде интересно да го слушате сето на што тој има да го каже и нормално ќе дознаете многу информации всушност за менталното здравје. Доктор Жарко, драго ми е што повторно си дел од ваш термин, секогаш ми е пријатно кога разговарам со тебе, бидејќи навистина имаш интересни излагања и интересни информации кои што можат многу да им користат на нашите гледачи. Фала, Вики, фала на гледачите, благодарам што сум повторно во една од моите омилени студија, во различните телевизии и благодарам за поканата. Така. Пред се би сакала да кажам до нашите гледачи дека ти си доктор по општа медицина, значи си завршил медицински факултет, меѓутоа одлучи да се занимаваш со една друга работа, на некој начин сепак поврзана со здравјето на луѓето, меѓутоа од еден друг аспект. Зошто? Точно, јас како дојдов до Ја многу сакам менталното здравје, многу сакав да истражувам што е умот, како психата делува на нас и кога учев кожно, за кожни болести, нема да заборавам, читав и во самата книга пишуваше дека најголем број од болестите потекнуваат од психата. Фактички дека се психосоматски ги викаме во медицината, психа е ум или душа, сома е тело и имаше многу бав текст дека етиологијата или причината фактички за болеста не може да ја најдат во телото докторите. Туку се наоѓа во психата. И кога завршив медицински факултет, сакав да се образувам повеќе на оваа тема, почнав да читам многу работи во врска со психата, во врска со умот. Што е умот? Фактички, од каде потекнува стресот, затоа што пишуваше дека огромен број од болестите потекнуваат од стресот, но немаше некоја соодветна добра дефиниција, да кажеме, на тема што е стрес, како точно тие болести настануваат, и на тој начин почнав да истражувам многу, читав многу книги, се едуцирав на оваа тема поради тоа што сакав да го знам, да дознам тоа, и точно јас се шегувам со моите пријатели, јас сум во превентивната медицина поради тоа што што е најважно. Да, огромен број од болестите доаѓаат од психата, тогаш ако психата и умот ни се во добра состојба, дефинитивно ќе му помогнат на телото да функционира поради тоа што психата, умот, стресот е во спрега со емоциите, е во спрега со жлездите за внатрешни лачење, е поврзано дефинитивно со телото. Впрочем, и самите гледачи знаат ако некој сте имале негативна мисла, ве мачело нешто долго време, какви емоции имате, како се чувствува телото во тој момент. Така да многу едноставно може да се покаже секој, мислам дека знае дека умот и емоциите се поврзани со телото и влијаат на позитивен или негативен начин. Уште нешто би сакала пред да почнеме да говориме за менталното здравје, вела дека ако од нешто се плашиш и ако на нешто лошо постојано мислиш, еве како да кажам, онаа хипохондрија, како што ја велат и вашите колеги, хипохондрија од заболувања. Точно ли е тоа дека ако постојано мислиме дека нешто ни страда во нашето тело, некој орган, можеме да си предизвикаме болка? Па, ја би сакал да кажам дека позитивната мисла е појака од негативната мисла, но едноставно доколку некој човек постојано мисли на тоа, дефинитивно би требало да преземе некои работи, да се опушти самиот тој, затоа што никогаш не е убаво да мислиме на негативно постојано. Затоа што ако идеме со идеја, знаете, умот како функционира, он не го процесира, не е зборот. Ако им кажеме на гледачите да не мислат на розов слон, сега не мислите на розов слон. Тие ќе мислат. Ќе мислите на розов слон. Така да не ми се деси што. И сега одма се јавува тој процес, знаете, и на медицински факултети не е лесно, знаете, и кога учиш цело време за такви болести, студентите обично, знаете, имаат
состојба во својот ум, чекај да не ми ова, да не ми ова, да не ми Тоа сакав да го кажам од мисла, бидејќи сум зборувала со многу ваши колеги кои додека студирале медицина, како да ги прележале сите заболувања за кои што сте учеле и затоа го поставив ова прашање на хипохондрија, на страфот или од нешто дека ќе се случи. Ајде да се префрлиме на темата, бидејќи затоа што ќе даме за тоа одговор фактички у емисија. Што представува доктор Жарко ментално здравје? Па јас како да ви кажам, ќе дадам нека моја дефиниција, затоа што секако дека на интернет може да се најдат многу функционални дефиниции и добри дефиниции за менталното здравје, но ја мислам дека преди се имаме проблем со дефинирање на термини. Здравјето е здравје, може да имаме телесно здравје, може да имаме психичко здравје и така натаму, но што е умот е прашањето. Ако зборот ментално е поврзано дефинитивно со ум, но што е умот и ако почнеме да размислуваме на таа тема, многу малку имаме дефиниција за тоа што е умот. Но умот, она што треба да го знаеме, дека умот снима слики баш како што камерава сега во овој момент не снима, се во нашето постоење е запишано. Запишано е во нашиот ум. Како порано што имаше, знаете, онакви ленти за филм, развивање, ќе се земевме филм, ќе отидовме да го развиеме, тоа е временската лента. Во нашиот ум има постојано записи кои што се запишани во умот во форма на слики, тие податоци во врска со нашето постоење со таму. Ние не сме свесни дека нашиот ум снима слики. Умот прави на два начина слика. Може да направи знајно слика. Например, ако кажам да помислат на розов слон, они го креираат тоа. Значи имаме слики како што се имагинацијата, која што ние ја креираме во моментот, но многу помалку сме свесни дека секоја секунда умот фактички снима се што се случува во нашето обкружување. Исто како што сега камерата снима, умот снима слики, но во тие слики се снимени мирис, допир, топлина, емоција, гледка, што се движи околината. На некој начин е како филм. Како да сте отиште у кино, ама да сте у филмот вие. Така да, ако направиме ретроспектива, например, некогаш ќе заборавите клуч некаде, си викаш кај го оставив клучот и сега што се случува? Умот почнува да го враќа во филмот. Сега, интересно е дека во умот, зависно што е снимено, од тоа зависи менталното здравје, поради тоа што ако имате дадена ситуација, замислете имате сцени некогаш во животот, имате можеби деца кои што се сведоци на некои неубави сцени од животот и постоењето на нивните родители. Се викат од каде па баш родителот го драматизира или го глуми таа љутина, тој тон, ги кажува тие зборови, секогаш кога е љут кажува едно те исто. Зошто тоа го кажува? Мора некаде да е врежано. Како грамофонска плоча е. И одеднаш, ако размислите у суштина, умот е многу интересна работа поради тоа што имаме слики и во дадени моменти имаме негативни слики снимени во нашиот ум. Тоа се моменти од трауми, физички повреди, психички повреди. Сме изгубиле некој близок човек, сме ги слушале родителите како се караат, сме слушале зборови кои што биле кажувани негативни, некој имал негативна емоција кон нас, некој не прекорувал и сето тоа е наредено и е снимено во нашиот ум и зависно од тоа какви слики имаме, дефинитивно тоа влие какво ментално здравје ќе имаме. Какво ментално здравје ќе имаме, апсолутно. Значи многу е важно уште од мали нозе како детето расте, да се внимава на многу работи и фактори. Сега на многу можеби можеме директно да влијаеме, можеби на некои не можеме, меѓутоа сепак да се внимава, се извинувам, во какви околности ги растеме децата, бидејќи како што кажав, се им останува во меморијата. Точно така. Како да го сочуваме, еве? Кажав, например, на некои фактори можеме да влијаеме. Можеби некој доцна го сваќа ова, како да си помогне, например, тие негативни слики, можеби или негативни сеќавања или лоши работи, некако да ги надмине, за да некако си го среди менталното здравје. Постои ли таков начин? Апсолутно. Една работа која што сакам да го кажам токму вакви емисии, како што ги правите вие и потврда за твоите емисии, ви ќе знам колку се конструктивни, креативни, секојаш имаат за цел да споделат некоја убава информација. Мислам дека самата едукација на луѓето, самата желба да знаат повеќе, самата желба да дојдат до решение на некој проблем е првиот чекор. Сега како да го заштитиме сето тоа е прво навистина ако разбереме што ни се случува во животот, ако разбереме дека имаме ум, дека тој ум снима слики, ја тоа не го знаев. Треба пред тоа да го ние да го сватиме така. Да, мислете се ако некој родител знае дека тоа е така или ако јас знам дека во даден момент не сум најоптимален, туку почнам да го глумам татко ми во кавгите со, не знам, со девојката или со пругата, што се случува, ќе почнам да се препознам дека тоа не сум ја. Можеби
не знам, татко ми кога се расправал со мојата мајка користел дадени емоции, користел дадени зборови и колку често ќе се фатиме во истата кавга кога сме ние вклучени дека не сме ние, дека татко ми Да, всушност, да. не сум ја тоа. И се гледаш ти дека си татко ти, не знам, сопругата да драматизира мајка и, Так. но сето тоа се дел од тие слики А тоа кои што навистина е така, впрочем. Апсолутно. Значи, она што ние сме го гледале од нашите родители, без разлика дали нели мајката или таткото, се фаќаме понекогаш како истото и ние тоа го практикуваме во животот и можеби тука си велиме, чекај, ова не треба, можеби вака, делуваше на мене можеби негативно или пак правиме нешто што делувало на нас позитивно. Значи, треба навистина тука секој човек сам да се анализира себе си во своите постапки. Тоа би било добро. Има вики убаво прашање кој што ми го покажувам, прашувам моите луѓе со кои што работам лично со луѓе Така. на овие теми, баш како се ослободат од тие негативни работи кои што ги има доживеано. И една работа која сакаме да знаеме чив живот луѓето живеат, затоа што на некој начин тоа е превземање на нечив идентитет. Така, точно. Затоа што ја можам генетски да личам на татко ми, но исто така може да и умствено да личам, поради тоа што имам дадени снимки од него. Поради тоа што мојот ум што гледал? Го гледал татко ми, како се расправа со мајка ми, ја гледал мајка ми, гледал нејзините стравови, сум гледал што тоа не ја мачи, така да тоа останато кај мене и почнувам да наликувам на неја. Прашањето е на кого личите кога се лутите или будите? Така. На кого личам ја кога се љутам или се будам од на татко ми? Така. Или некој крече на мајка ми или на баба ми? Тука сега еден друг момент додека говориме ми паѓа на ум генетиката. Може ли да има тука и присутно значење и да ги на некој начин да тоа мора понекогаш да се наследи некоја особина од родителите или пак тоа конкретно станува збор за она што ние сме го следеле како деца. Да, генетски за луѓето кои што ме знаат мене и мојот татко ќе ми речат личиш на татко ти многу затоа што таква физиономија на телото, но што меѓутоа кога се мали децата велат леле исто како карактерот е како на таткото или како на мајката така. Да, исти како татко ти е. Јас ги правиш така се и наетиш или на пример ако станува збор за лоша особина. Точно вика, затоа што умот снима све. И ако некој мене ми каже исти како татко ти, тоа останува во мојот ум. И тогаш ти несвесно го копираш, така. Ми го зајакнува дури идентитетот да не сум ја, да сум во идентитет на татко ми. Луѓето несвесно сакаат луѓето да ги стават во туѓ идентитет. Ја морав да се изборам да бидам ова што сакам. Како да избегаме од туѓите идентитети, да си создадеме свој идентитет препознатлив, еве да си бидеме јас, на пример Виолета, ти Жарко, други поединци да си бидат свој на своето, што се вели. Како да излеземе од човекот мора да работи подлабоко на себе. Мемории во умот. Поради тоа што гледате, многу е лесно на човекот да му кажете слушај, биди позитивен сега денеска. Знаеш што, не ја правите акција. Биди добар. Биди не знам, со позитивна мисла. И тоа трае 2 минути, 3-5. Ако човекот не направи на некој начин да се соочи со сам себе, со дадени работи, и тоа има техника, која што ја работам, и така натаму други луѓе секако начини како човекот да открие зошто некои работи не се случуваат. Да имам конкретен пример, ќе ви кажам зошто меморијата е многу битна. Гледате, меморијата е таму и ова многу интересен приказ е затоа што ако, пример, работев со еден човек кој што сакаше да држи мотивацијско предавање и да држи говор, но не можеше тоа да го направи. И ја можам да му речам, слушај, знаеш што, држи го тој говор, најди, собери храброст и тоа нема да е толку природно. Ако тој не умее тоа да го направи. Ајде да видиме зашто тој не сака да држи говор, прашањето. Човекот може да открие да има некоја блокада. Да, умот снима све. И кога бил 10 години, пример да ви кажам, наставничката го станала, требало да го испрашувале нешто на училиште, не знаел, имал другарче кој што му се смееле, учителката го прекорила, и сега тоа бил казнет, се срвенил во ушите и во тој момент му било многу непријатно. Ето, тоа е меморијата. Значи тоа му останало во лоша меморија, во лоша меморија. Тоа предизвикува после тоа одлуки, верувања, предизвикува мисли дадени. И она што се случува е човекот почнува да биде роб на таа меморија. Тоа е закопано многу одамна некаде во неговата подсвест, но тоа е кочницата која што го спречува да може да се реализира на тема мотивацијски говорник. Или ки имате дадена ситуација, имате некоја девојче која што имало едно разочарување со дечкото, уште едно разочарување, трето разочарување, и еднаш ќе донесе одлука, ама тоа е меморија, вики. Тоа е меморијата која што не кочи. И таа меморија
едноставно делува после тоа врз нас, кога ќе дое четвртиот дечко кој што е апсолутно тој кој што треба да биде со неа вистинскиот, она више има блокада умот, затоа што подсвеста или тој реактивен ум, едноставно затоа што предизвикува глупави реакции, тој реактивен ум не спречува и ни прави реакции, некој нешто ќе каже ти имаш сега реакција затоа што го поистоветуваш со нешто што претходно се случило. Како да се самозаштитуваш себе си од нешто лошо дека ќе ти се случи. Зошто Точно различни се самозаштитуваме, да. Зошто различни индивидуи имаат различно ментално здравје? Токму од овие фактори за кои што говоревме досега зависи како апсолутно. Замисли што ни се случило нас. Ментално здравје. Гледате колку е интересно, особено децата не филтрираат што ќе им кажат. Така јас нема да заборам, бев како многу помлад, бев во црква со мајка ми, со војко ми и како дете, едноставно бев прв сакав да разберам што се случува, прв пат бев таму и доаѓа војко ми ка пази, мора да се тука мирен. Знаеш, Господ те гледа се и одеднаш ти почнуваш да мислиш како ме гледа, зашто ме гледа. Така или на некој дете ќе му кажете нешто и тоа останува во умот и на некој начин останува како трага. Или знам дека имаше дадена сцена каде што на некоја куќа гореше кога бев помлад и мајка ти ќе дојде ќе рече гарантот плинот. Ние не знаеме зашто куќата изгорела. И одеднаш ти останува тоа у глава и мајка ти уште повеќе ќе ти рече плинот, пази да никогаш да него да мора да го провериш по 3-4 пати, ти ќе излезеш од дома 3-4 пати проверуваш плин, врата, пегла, што е да проверувате по многу пати е од некого превземено. Сето тоа. И тоа е дел од менталното здравје. Си викаш, ја имам ли добро ментално здравје, ако излезам од дома, проверам квакава, ќе отидам до лифт, ќе се вратам уште 2-3 пати, да видам пеглава дали е добра, дали е вратата заклучена. Бога ми, нешто е поврзано со менталното здравје. Сега дефинитивно има по-опасни или по-тешки ментални состојби, има по-благи ментални состојби, но секој еден од нас може да е свесен за неговата нерационалност и дека правиме некојаш работи кои што се чудни и сето тоа потекнува од умот. Така. Сега кога веќе ги напомена, тешки ментални состојби и благи. Благи сите горе-доле или си имаме по некоја таква ментална, како да кажам, состојба која што можеби ни останала или од минатото. Меѓутоа, ајде како да кажам, благи може и да се толерираат, па можеби со текот на времето ќе успееме да ги надминеме. Меѓутоа, зошто настануваат тешките ментални состојби кај луѓето? Значи, скоро беше денот нели на психичкото, на менталното здравје. Имаше статистика дека на секои 5 минути се извршува некој човек самоубиство. Зошто? Што се случило кај тие личности што дошле до степен на толку големи тешки ментални состојби да не може да најдат излез? Што е причината за толкава голема тешка ментална состојба на еден човек за да си го одземе својот живот? Гледате, ајде пак повторно е нешто поврзано со умот снима слики. Факт е дека умот е нешто кое што остава трага. Се малку е покомплексно како да го објаснам сето тоа, но точно за тоа зборувам во дел од моите курсеви или предавања. Добро е да ги информираме нашите гледачи, да знаат, бидејќи сите сме помалку или повеќе анксиозни, понекогаш депресивни, значи депресивни не во смисла на вистинска депресија, меѓутоа понекогаш ќе не зафати нели некој бран на меланхолија, на можеби така негативни мисли, меѓутоа горе-доле ќе најдеме некој излез. Меѓутоа, овие луѓе за кои што кажав пред малку, секој еден од нас има дадени работи. Имаме дадени периоди, така. Животот носи болка со себе. Меѓутоа, знаеме да се избориме со тоа. Апсолутно, и мора да се бориме. Најлесно е човекот да е негативен, затоа што умот фактички реагира на одлуката што ние ќе донесеме. Сега овие тешки искуства кои што ни се имаат случувано во животот, некогаш те поттикнува да донесеш негативна одлука. Така. Кажеш ќе се откажам, не можам више. Толку е, доста е, што и да е негативна одлука. Поради тоа што гледате, ако ја донесеме таа негативна одлука, поради тие тешки моменти, после се е надоле. Да. Умот е таков да он или ќе ви помогне да ги надминете препреките, ако имаме конструктивна цел, секогаш ќе имаме препреки, тој ако се уште имаме желба да ги постигнеме целите, да ги поставиме целите, да креираме, што е дел од позитивноста во животот, умот ќе најде начин, барем позитивниот дел од умот, аналитичниот, свесниот дел од умот ќе најде начин како да ги надмине тие препреки за да стигне до целта. Но доколку одлучиме дека е крај, ајде да го земеме пример, се предадеме, тогаш се иде надоле, умот ќе почне да ни бара оправданија зошто сме вистина во право да се откажеме. Но се е поттикнато со одлуката. Никогаш немојте да носите негативни одлуки, поради тоа што одлуката е нешто кое што ние ја носиме,
како битија, Така. умот е таму да не направи дека сме управо. Што се случува, например, некој му давам пример на луѓе во ки имаш некоја девојче која што се откажало од тоа дека може да најде дечко у Македонија, сите мажи у Македонија се за никаде. Така, после третиот, ама не се сите, не знам колку мажи има у Македонија, ама не се тројца. Веднаш генерализирам. Ги генерализираме, Вики, но оно што е интересно и каде одам со разговорот е дека одлуката е опасна. Одлуката што таа ја донела ја прави да е негативна. На некој начин сега идеме на кебарата. Сме сакале да дојдеме до некаде, до некоја цел и едноставно сме пуштени, водата не земала, реката не носи уже во кречината, не носи у барата, таму се сите кои што не успеале. И ќе се обкружиме со такви луѓе кои што едноставно и тие донеле слична одлука, поради тоа што на тој начин тие ни даваат оправдание дека сме управо. Така. Кажеш, ја ќе се обкружам со некои луѓе кои што, ако имам јас проблеми со тоа дека не можам да се најдам девојка, во градот ќе се обкружам со тројца, четворица кои што се исто такви. Нема да сакам да видам со некој кој што е успешен пример, ќе ме направи да се чувствувам дека не сум управо. Пак против девојките. Малку да се нашалим. Да, но разговорот е дека умот ни е механизам кој што ни служи на нас. Така. Сега ако навлеземе малку подлабоко, ние сме битија, духовни, умот ни е слуга. Така. Што ние сакаме, што Ние ние му одлучиме, наредуваме, ние му наредуваме, мораме да имаме позитивна одлука. Така, значи, Ако имаме негативна одлука, се е до отидовме нас. надоле. И сега кога станува збор за менталното здравје, стравовите се тие кои што на некој начин секако иницијални, како да кажам, каписли за некои одлуки практично да се донесат во позитивна смисла. Колку е лошо да се има стравови, толку понекогаш е добро, нели, бидејќи ако немаме воопшто страв, можеме да направиме работи од кои што може да ни наштетат. Така. Сега колку и дали стравовите, впрочем, или некои ирационални работи се умствено наследни. Впрочем, за да можат да ни делуваат врз нашето ментално здравје. Кога имаме цели, имаме страв. Так. Ама тој е конструктивен страв. Так. Океј, што ќе направам сега? Дали ќе дојдат луѓе на предавање, не знам како ќе излезе емисија, ама тоа е се напредок. Но исто така можеме да имаме стравови кои што се баш чудни. Баш знаеме дека не се нормални. И повторно работејќи со сето ова, ако почнеме да сваќаме дека имаме слики, дека некогаш баш против тоа што се бориме. Так. Имате некоја девојка која што баш се бори и контрира на мајката, кога ќе стане таа мајка, ќе веројатно ќе ги кажува работите на својата керка кои што биде многу слични. Да, и јас вака со мојата мајка правев. Да, тоа е точно, точно да, е. точно. Затоа што гледаш, не излагај со мокра коса, Да, пази да, ке настанеш, да. ја ли ке лежам врз Истото тебе ми се и се случува ти го мене со слушаш ќерката. ова и ке речеш кој збори ова? Да. Мајка ми е. Дали јас? Јас сум, од каде ми е ова? Зашто тие зборови ги користам? Точно, да. Вики, и она што се случува е почнуваме да сваќаме дека ако ги наследуваме некои карактерни црти у однос на што кажуваме или како збориме или како се едуцираме или како пренесуваме некои работи, ке речеш ова мајка ми го збореше, управо беше, се и одеднаш ти си станал тој. Пример ќе ти кажам. Така имавме дадена ситуација кај што имавме викендица на Скопска Црна Гора и има други луѓе викендица на Скопска Црна Гора и не сме сакале како деца да идеме таму зашто целиот живот ни бил во градот, имало фудбал, ваму ни било досадно и сега пријателите мои кои што пораснале, имат своји деца, истото го наметнуваат, свеж воздух е, ајде, ќе идеме. Са тие ги форсираат нивните деца, да идат иако децава не сакаат. Зашто? Зашто сме влегле во тој идентитет. Сега имаме викендицата, наследена е, и ние ни останало нешто во нашиот ум дека треба да е така. Сега, кои се 5 стравови што нашите гледачи ги имаат? Нека ги запишат на лист хартија. Имам страв од да не се запали куќава. Кој е реален, кој не? Да, имам страв да не знам што. Имам страв детево да не ми настане, имам страв. И ајде да видиме кој од околината ги имал тие стравови. Тоа е интересно. Така. Кои стравови ги имала можда за далке врземе крај со крај, може би мајка ми го имала тој страв. Страв да не се запали нешто у куќата, плинот. Повторно во минатото ми се случувало. Страв од не знам што, од неуспех, од кариера, може татко ми го наметнал тој страв. Гледате, затоа што луѓето зборат, луѓето ги имаат своите негативни работи што им се случи на нив, нашите родители, и сега тие од желба за да помогнат, што прават? Сака да те заштитат од болка у животот, да не се разочараш, да не ти направиш некоја грешка, да не успееш ти однаш
ги наметнуваат сите тие негативни мисли, сите тие негативни стравови врз децата, и она што се случува, остануваат како траги во нашиот ум. Впрочем, ако земете една мајка која што има страв, детево го гледа и вика, пази да не паднеш на точак, пази да не паднеш, пази да не паднеш, пази да не паднеш, ќе падне. Кога постојано ќе Ама го апсолутно детево кој има свое дете, ќе вика пази да не паднеш. Така. Според ова сето што го говориме, всушност нашиот ум сега ни користи или ни помага? Да, има дел што ни користи, има дел кој што сака да ни користи, а не ни користи. Развојно, еволуцијски, фактички човекот има најголем аналитичен или свесен дел од умот, не знам, статистички мислам дека слонот има после него најразвиен аналитичен или свесен ум. Тој аналитичен или свесен ум едноставно ќе донесе најисправната одлука без разлика на што. Гледате, ја не морам да се изгорам на пегла за да знам дека ако е нешто топло, не треба да го допрам. Затоа што мојот ум знае, ја има таа информација во текот на животот. Но гледате, во некои ситуации имате некои стравови кои што не ви користат. Ке отидеш на забар, ке слушнеш звукот на бушилицата, стравот е присутен. Да, и ти ке доеш сега чекаш кај стоматологот, сега да го слушаш звукот на бушилицата, више ти се активираат, затоа се вика реактивно, зашто ти се реактив. Нешто до колината ти ги реактивира тие стравови. Или со самото тоа што понекогаш одиме на лекар и ако треба да ни мерат притисок, со самото тоа што знаеме, притисокот ќе ни се покачи. Тоа е навистина. Или знаете што викаат, имате бели мантели, луѓето ги може умот да предизвикува реакции во нашиот организам. Точно така, вики, некои мириси не дразнат. Така. Имате некои ситуации каде што дадена гледка ќе ве надразни, некој ќе окасне куче, ќе слушне како куче лае, ќе има проблем. Така. Ќе слушнете звук на амбулантна кола, ќе го слушнете гласот на шефот со кој што се карале често пати, ќе доеш дома, ќе слушнеш интонацијата на мајка ти. И одеднаш почнува дадени работи да не се како што треба. А сето ова што го говорите е практично на вистина така. Апсолутно. Значи, сите сме го почувствувале тоа во одредени моменти, без разлика за што станува збори за какви реакции. Меѓутоа, еве, говориме како? Значи, како можеме да се спротивставиме на негативниот дел од нашиот ум, кој што нели не стопира, не запира нешто да направиме. Како да се спротивставиме? Како да го изведеме тоа? Постои ли начин? Постои начин, тоа е начин со кој што работам со луѓето, така. но тоа е сепак индивидуален третман, индивидуално нешто кое што го работам, но би сакал да објаснам за луѓето нешто. Имаме ум кој што секогаш ќе се обиде да не спречи во некои работи. Ако јас имам дадени разочарувања во животот, умот, што сака тој подсвесен реактивен ум да ни каже, гледаш еднаш се случи, он размислува дека сака да те спречи да не се деси пак. И кога отидеш на стоматолог и го слушнеш звукот на бушилицата, и он ти вика тоа е болка. Бегај од таму. Повторно. Затоа што он сака да те заштити од болка. Но мојот свесен ум ми вика, слушај, ја имам кариес, треба да идам на стоматолог, боле да го направам сега. Може да се случи поголема болка. Поголема. Или можеби си имал некое разочарување со девојката или девојката со дечкото, или сте имале... Или во пријателите сте се разочарале, па потоа сте скептични дали вистина може некој да ви биде добар пријател и така натаму. Многу работи во секојдневието. И тоа разочарување е на некој начин, мислам дека нашиот најголем непријател. Поради тоа што во животот едно е факт. За да живееме среќен живот, мора да сме у таа зона каде што има некаков ризик. Затоа што ако не, што прави тој ум, подсвесен ум, како наводници не заштитува? Ке не стаи у едно буре, таму сте заштитени. Може да се седите дома по цел ден, може да не излезете надвор, може да мислите дека е опасно, може да не бидете уште една врска, може да не бидете повторно во брак, може да не бидете да најдете повторно работа која што ја сакате поради тоа што не знам сте се разочарали, тогаш умот ви прави едно буре во кое што дефинитивно не сте среќни, ама сте заштитени од болка. Ама идејата е дека животот е надвор. Дека таму се свекињата, дека таму е убавината, дека таму е сонцето, дека таму е животот, ама да има и опасност. Па има. Поради тоа што животот е така направен да игра. Така. Мораме да се соочуваме со да се соочуваме и со проблеми, затоа што ако предизвиците не ги надминеме, дефинитивно не можеме да почувствуваме среќа. Во тоа буре, дефинитивно сме заштитени од болка, ама таму нема среќа. И треба да избереме дали сакаме да сме у буре, во нашата комфортна зона, каде што ни е све удобно, ама не сме многу среќни, или сакаме да излеземе да поставиме цели. Целите ќе ни носат со себе проблеми како да ги надминеме, за да стигнеме до целта, ни носат предизвици. И да веруваме, затоа што вики ако не веруваме во животот, во луѓето, во
позитивно што може да не се случи. Тогаш дефинитивно немаме шанса да бидеме среќни. Сакала нешто да те прашам во однос на премногу амбициозните родители кои што многу често сум видела примери или ни секојдневниот живот кои што болно ги сакаат да нивните деца им наметнат амбиции, некако ги форсираат во животот. Дали тоа може лошо да се одрази врз нивното ментално здравје или пак може обратно да им создаде преголеми амбиции како да кажам, без покритие? Нешто што можеби сакаат да го направат, а немаат толку можност или можеби моќ во себе или квалитети и така натаму. Ме разбираш што сакам да ти кажам. Има родители кои што премногу ги форсираат своите деца уште од мали нозе, на пример, ги праќаат на да учат јазици, на пример 3-4 јазика и да вежбаат и да спортуваат. Добро ли е тоа за едно дете или пак треба малку децата да се остават да тие што сакаат да прават во животот? Колку е тоа позитивно, колку е негативно? Позитивно или негативно е? Баш ме интересира. Мислам дека двоен одговор ќе ти дадам. Добро, ајде. Мислам дека денеска јас зборев во една од претходните емисии за добро ли е толку децата да се форсираат? Како да излеземе надвор од комфорт зоната, ќе кажам две работи. Едно е дека ако имаме ситуација каде што денеска помладиве деца направија култ, направија цел ритуал, цела култура од ситуација каде што оставиме да сум лабав, лагано, имаат лаганини еден термин, лаганини мора да е све, лабаво, го користат термин. Добро е тоа или лошо? И да чилам. Тоа е терминот да чилам, значи јас сум кул. Да, оставим јас сум се чилам. Ама што е тоа? Тоа е зона каде што имате една удобна зона, каде што ништо не се случува. Каде што ништо не се случува, каде што нема дисциплина, каде што нема цел, каде што нема амбиција. И мислам дека е убаво човекот да натераш некого на нешто, но целта да е негова. Така, да не е насила наметнато. Да, јас на пример, гледате, сум имал татко кој што бил лекар, кој што секогаш сакал јас да сум лекар. Сум имал мајка која што како успеа ти да се спротивставиш? Ќе кажам, сум имал мајка која што била професор по клавир, каде што сум морал да завршам нижа музичка школа, но во еден момент сватив дека кога почнам да го живеам животот на татко ми или на мајка ми, дефинитивно не сум ја. Така да јас морам да се изборам за тоа што сум. Ја уживам кога зборам на оваа тема, уживам кога држам предавање, уживам кога работам со луѓе. И за тоа и сум среќен. И мислам дека секој еден човек треба да се избори за тоа, затоа што околината ќе му го наметнува тоа. Почина татко ми, вујко ми дојде, ми вика, ама татко ти сакаше се доктор. Па вујко ми се откаже, па комшијата дојде. Така да секогаш ќе, ама знаете што, на крај ќе страете и ќе дојдете. И повторно ќе се избориш за нешто. Ќе се избориш и луѓето ќе речат, секој знаев дека ќе доеш до тоа. Но не е секојаш така. Но она што сакам да го кажам е дека како умот можеме да го направиме чист, како умот можеме да го направиме безпрекорно добар. Така. Сакам да оставам, не знам колку време имаме, но сакам да го кажам ова на гледачите. Кога сме во таа комфорт зона, кога сме во таа зона на лаганини, на лабаво, на чилување, у зона сум каде што ми е кул само и мислам дека чилување значи доаѓање да е кул, релаксирано. Тоа е тоа што го значи. Таму ништо не се случува. Единственото нешто каде што има напредок и успех кога сме во зона на итност. Кога ќе излеземе во зоната во итност, веќе тогаш се случуваат феноменални работи. Пример да дадам. Дома седите и го оставате алармот да ти звони 1-3 пати, не го исклучуваш и сваќаш дека целиот саат време кој што си имал да се спремиш за на работа се 15 минути. И од тие 15 минути ќе се нашминкаш, ќе направиш фризура, ќе се облечеш сако, ќе се испеглаш и во тие 15 минути сваќаш дека си супермен. Но зошто си супермен? Поради тоа што во тие 15 минути кога си во зона на итност, умот ги пушта сите непотребни процеси и проблеми со кои што е обземен во текот на кога сме у таа зона на комфорт. Кога сме у зона на комфорт ти треба време за Инстаграм, за Фејсбук, за едно, за друго, за трето, а се е непотребно. Се само за себе не. Не е потребно. Што би било корисно за нас. Точно затоа што кога си у зона на итност или почнуваш да спремаш некој испит и ти треба месец дена и ти првите 20 дена излагаш по кафичи, доаѓаш касно, не учиш. И кога ќе дојдат тие 10 дена тогаш. Да, и кога у тие 10 дена сваќаш дека си викаш, ја вака учев уште 10 дена, ќе беше супер. Се викам зошто не сме у зона
зона на итност. Знаете, треба да сме у зона на итност. Значи, треба да имаме некоја цел и така. добро е да имаме некој, ако е моја таа целта, Добро. некој да ме тера. Да, Затоа што тоа сакам да кажам, викаше, да заклучиме, значи добро е децата да се амбицираат, меѓутоа сето тоа да биде според нивните желби, да не им се наметнува. Да биде според нивните желби, но кога човекот веќе знаете зошто, поради тоа што човекот кога ќе кога презема вистински одговорност за тоа што го сака е одговорен. Така. Ја играв кошарка и тоа беше моја одлука. Ја не каснев на тренинг, имав 2 пати тренинг во текот на денот, ама на клавир не одев. Не вежбав. Така. Не го правев тоа што не сакав да го правам, поради тоа што кога нешто ќе ми биде наметнато, мојата одговорност е помала отколку ако речам јас сакам ова да го правам. Поради тоа што, окей, ако јас сум одговорил се ова да го правам, имам поголема одговорност, затоа што ја секогаш имам изгоров на меќе ми речеш, па ти сакаш да сум клавириста, не ќе да сум ја. И тоа ми беше доволен изговор за не бидам одговорен за нешто. Така. Значи сепак да го правиме она што сметаме дека сакаме да го правиме и преку кое што ќе можеме да се чувствуваме дека сме ние, да не се чувствуваме заробени во нечи туѓ идентитет од минатото, без разлика за кого станува збор. Да. Само сосема на крај, еве една порака, значи до сите оние кои што не следат, како секојдневно да работат на себе за да имаат добро ментално здравје. Од сето на што го говоривме, еден заклучок и една порака до нив. Да имаат проблеми кои што ќе ги соочат. Така. Ја би рекол, проблеми, со кои што ќе се соочат и ќе можат да се изборат да ги решат. Да, немојте да ги отфрлате работите. Соочувањето е тешко, но тоа предизвикува зголемена ментална свест. Така. Ако ја проблемите ги тргам на страна и не земам да ги соочам и да ги решам, тогаш немаме напредок. Знаете, дури една капка во домот за проблем кој што сакате да зборите, може да е многу конструктивна ако после тоа излеземе во ново ниво на разбирање. Така. Вака имаме само проблеми, не се соочуваме со работите, не преземеме акција да се решат некои работи. Дури и некој човек чувствува дека има дадени ментални работи кои што го кочат, има решение. Човекот треба да донесе одлука. Така. Одлуката, сето она што му тежи. Да, не носи секојаш во акција. Се додека седиме, се додека чекаме, ништо нема да се случи. Тогаш ке сме у таа зона на лабаво, на чил, на што и да е, или во зона на страв, без разлика на што, но знаете што, имаме страв се додека проблемите не напаѓаат нас. Так. Кога ние ќе ги нападнеме проблемите, со друг збор, кога ќе ги соочиме проблемите, тогаш ние стануваме опасни. Во животот секогаш ќе имаме нешто дека ќе ни сгреши некој. Так. Можеби ќе имаме некој што ќе не остави. Никогаш не е се идеално. Да. Ќе се разочараме во едно, у друго, у трето. Секогаш ќе најдеме начини за да се разочараме, но вистински е дека ако ние не почнеме да веруваме дека нештата ќе испадат на убаво и ако не ставаме цели, ако не сме волни да влеземе во ризикот на животот и постоењето, тогаш навистина многу ризикуваме со тоа што сме во зоната на комфорт и заштитени од секој друг стрес. Како што велам, знаете, најлесно е човекот да биде негативен. Треба храброст да си позитивен. Да бидеш позитивен, токму така. Тоа бара верба. Потешко е, да. Како што кажа и ти на почетокот, поголема моќ има позитивниот начин, позитивната мисла, позитивната мисла од негативната мисла. Така да, апсолутно. бидејќи поголема моќ има позитивната мисла, еве со доктор Жарко Костич ви порачуваме секојдневно да мислите на позитивни и убави работи и да се соочувате и да ги решавате проблемите на време. Така апсолутно. ли? Убава порака, веќе за крај. Ти благодарам, Жарко, секогаш кога разговарам со тебе ми е пријатно, некако убаво и брзо ни поминува разговорот. Да. Се надевам во некое следно издание повторно ќе бидеш дел од ваш термин. Едва чекам. Така. А за сите оние кои што не следат, ако сакаат нели да се запознаат одблизу со доктор Жарко Костич и можеби ете да поразговараат за некои од овие проблеми, секако ќе може да се јават во нашата телевизија и ќе го добијат бројот од доктор Жарко Костич. Уште еднаш ти благодарам, Жара, ти посакувам успех во сето она што го работиш. Поздрав до гледачите, фала вики. Така. Ве поздравувам тука и јас вас, ве посакувам убав пријатен остаток од денот, грижете се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.